за да одредиме какви мерки треба и какви мерки најдобро ќе помогнат нашата економија да ги преброди овие тешки моменти, ние треба прво да ги идентификуваме сите негативни фактори кои што влијаат негативно на економијата и лошо влијаат на работењето на компаниите. Економијата во светот и во Македонија е ставена на невиден стрес тест од појавата на COVID 2019 декември. 2020 беше една од најтешките години после Втората светска војна. Македонија имаше пад на економијата од 6,1%. 2021 година економијата почна да расте, растот беше некаде околу 4%. Ние не го достигнавме 2021 година нивото од 2019 година и сега на почетокот на 2022 година растот на економијата, заздравувањето на економијата повторно е стопирано со појава на многу негативни фактори кои што во паралела негативно се одразуваат на економијата. Тие фактори можеме да ги поделиме во повеќе групи. До сега во историјата после Втората светска војна и појавата на еден таков фактор водела до економска рецесија и пад на економијата во светот. А сега имаме низа од такви негативни фактори кои што во паралела делуваат и најверојатно ќе имаме многу тежок во иднина економски период. Во моментот ние имаме зголемени цени на нафтата, на гасот, на електричната енергија, а до сега имало периоди, неколку периоди после Втората светска војна, кога со зголемување на само еден параметар, например 70-тите години, крајот на 70-тите години, последната економска криза, само со зголемување на нафтата имавме рецесија, светска рецесија на светската економија. Но видите, прво владата треба да ги елиминира факторите, значи кои доведуваат до ова. Ние велиме сега во моментов, дел од тие фактори нас не се увозни. Ние не можеме внатрешно да имаме таа контрола. Затоа ве прашувам попрагматично, што мерки може да се очекуваат? Што очекува бизнисот? Некои мерки ќе дадат подобри резултати, некои мерки ќе дадат полоши резултати. Еве, например, ние треба да земеме параметри да ги идентификуваме проблемите. Јас ќе ги спомнам и проблемите кои што сме ги идентификувале. Добро. Ние земјите од Западен Балкан, има 6 земји. 2020 година 6 земји кумулативно падот беше 3,2% на економијата. Македонија беше речиси дупло повеќе, 6,1%. 2021 година 6 земји од Западен Балкан забележаа раст кумулативен од 7,4%. Македонија растот беше 4%. Значи ние 2020 година забележавме речи дупло поголем пат од просекот на земјите од Западен Балкан и 2021 година дупло помал раст од земјите. Значи нашите мерки, нашата економија, нашиот човечки потенцијал, нашите компании се справиле двојно полошо од околните земји со кои што ние имаме сличен менталитет, слична економија, сличен бруштен домашен производ. Нема потреба да има никаква војна меѓу приватниот сектор и владата. Ние сме дел од иста држава, од исто општество и ние треба да соработуваме за да овозможиме нашето општество, нашата држава, нашите граѓани најбезболно да ја пребродат оваа голема криза. Така што нема потреба од војна и препукување. Ние детектираме во повеќе сектори проблеми. Едниот од поголемите проблеми се енергенсите. Ние имаме драстично покачување на трите главни енергенси: нафта, газ и електрична енергија. Нафта и газ немаме и не произведуваме, меѓутоа електрична енергија тука можеме многу повеќе да направиме и на тој начин да ги ублажиме негативните ефекти кон економијата, кон граѓаните, кон стопанството. Ние годишно произведуваме само 60% од нашите потреби, а 40% увезуваме. Тие 40% трошиме за нив девизни средства на неколку стотици милиони евра. Овде имаме дефекти во процедурите. Ние можеме тие дефекти да ги подобриме. За да се има инвеститори кои што се заинтересирани да градат фотоволтаични централи на земја со поголем капацитет, 1 мегават, 2 мегавати и неколку мегавати. Тие инвеститори има во процедурата. Таа процедура се состои од 60 на чекори. Огромна е процедурата. Предимензионирана е процедурата. Се бараат разноразни документи за кои што нема потреба и ние тука предлагаме да има документацијска гилотина. Ние
на времето имаше регулаторна гилотина, се укинаа некакви регулации кои што не беа потребни, ние предлагаме да има документацијска гилотина. Што ќе рече? Тоа што значи, тоа ќе значи, дај да видиме за секоја работа што треба, за секој инвеститор што треба да инвестира. Кои се потребните документи, бизнис процес менеджмент да направиме. Дали тие документи се навистина потребни или не? Има документи кои што стварно не се потребни и тие документи ја обременуваат работата и на администрацијата, ја прават администрацијата понеефикасна, а исто така го прават, ја намалуваат продуктивноста и на приватните компании кои што треба да ги обезбедуваат тие документи. Например, ако некој да сака да прави фотоволтаична централа на земја, тука има една голема неизвестност и големите инвеститори тоа не можат да го направат, затоа што најголемата несигурност и неизвестност е во делот на приклучок на таа фотоволтаична централа на мрежата на ЕВН. За да вие знаете на одредена позиција дали ќе ве приклучат или не и колку ќе чини тој приклучок, вие прво мора да имате имотен лист од земјиштето и да направите основен проект. Значи инвеститорот не може без да знае колку ќе го чини приклучокот да купи одредена земја и да прави основен проект. Земјата може да чини неколку стотици илјади евра, основниот проект чини неколку десетици илјади евра. Вие треба да ги инвестирате тие пари, па да ги поднесете како такви документите во ЕВН и они да ви одговорат дека тамо може, не може или ќе чини тоа толку и толку пари. Инвеститорот сака да купи приватно земјиште. Државата не бара ништо од државата. За да го купи, он сака на одредено земјиште кое што е 5, 6 и 7 категорија, не е приватна категорија, да инвестира и да направи фотоволтаична централа. Кај се проблемите? Проблемот е во тоа што он не знае, за да он не може да добие информација дали на тоа земјиште ќе добие приклучок од ЕВН и колку ќе го чини тој приклучок од ЕВН. За да го добие тоа, он мора да има имотен лист за земјиштето и да направи основен проект за фотоволтаичната централа. И тоа ќе чини одредена сума на пари и после ќе... Јас сакам да се задржам уште на неколку клучни елементи кои што можат да ја подобрат економијата, тоа е дигитализацијата. Да не испадне само дека бараме нешто да се намалува и така натаму, иако има простор ДДВ-то да се намали, државата ќе ги добие истите средства, а ќе се олесни функционирањето и на компаниите и на граѓаните. Во изминатиот период повеќе студии, повеќе извештаи покажаа дека земјите кои што се имаат дигитализирани институции и компаниите кои што се дигитализирани полесно ги пребродуваат овие економски кризи. Кај нас може да се констатира по тој основ дека ние ќе имаме проблеми исто така понатаму со економијата, затоа што дигитализацијата во компаниите е на ниско ниво, а може да се каже дека на државните институции дигитализацијата е на уште пониско ниво. И ние во тој дел можеме да ја зголемиме, доколку ги редизајнираме тие процеси и бизнес функции, доколку ги редизајнираме потребните документи, ги редефинираме, го отфрлиме се што е непотребно. Ние ќе ја зголемиме продуктивноста и на државната администрација и на приватните компании. Државната администрација нема да се занимава со непотребни документации. Еве, ја ви дала, ако сакате, туку еден пример. Како оди откупување на земјиште на компанија која што треба да го приватизира земјиштето. Има објект, а земјиштето не е приватизирано. Дигитализацијата наша се состои во тоа што да ја подобро да ја нема таа дигитализација ние што ја имаме, затоа што ако ја има, уште повеќе се усложнува работата. Ние треба да отидеме на повеќе шалтери, треба да извадиме решение за утврдување на правен статус на објектот. Тоа воопшто не е потребно, затоа што објектот има имотен лист. Зашто да вадиме за статус на објектот? Треба да вадиме извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација. Тоа се вади од општината каде што се приватизира објектот. Значи од самата општина го вадиш тој документ и потоа пак го враќаш на самата општина. Треба да се прави геодетски елаборат. Треба да се има имотен лист на градежното земјиште на Република Македонија. Историски преглед на извршени запишувања. Што е битен историскиот преглед, како се движела тој објект кога ние веќе имаме имотен лист за тој објект. Потоа треба да се има доказ на регистрација и така натаму уште еден куп документи. Значи ние можеме без финансиски средства да ја зголемиме со документацијска гилотина, со отстранување на се што е непотребно, со оптимизацијата на процесите и бизнес функцијата. Да ја зголем... Сватив поинтата предолга е листа, ви навистина вака ова звучи страшно со овие документи, кога ќе треба да се Сакам да кажам, сакам да кажам само што да довршам во што се состои дигитализацијата. Треба да одиме на повеќе шалтери, да ги собереме во хартија документите, да се вратиме во фирма, сите да ги скенираме, дигитално да ги подпишеме и тогаш да ги закачиме на некој веб портал. Ние кога сме ги собрале во хартија сите документи, многу е поедноставно да ги однесеме уште на еден шалтер, еве ги документите, ни да скенираме, ни да подпишуваме. Компаниите се тие што го полнат буџетот, што го прават бруто домашниот производ, што вработуваат луѓе, што овозможуваат средства за
социјалните категории, за пензионерите, за државата да функционира и така натаму. Ние мора да изнајдеме мерки со кои што ќе се бориме, ние една компанија, за секоја компанија да се бориме што помалку компании да затворат и да ги продолжат своите бизниси. Првите 3 месеци од оваа година се затворени 4000 компании. Ние доколку продолжиме со тој тренд, до крајот на годината ќе се затворат 12000 компании, што е двојно повеќе од просеците во претходната година. Затоа мора да се превземат активности за да тоа ние го спречиме, да се бориме за секоја компанија, да видиме што треба, да ги прилагодиме мерките и активностите, да ни една компанија не го затвори својот бизнис.